Денеска православната црква ги празнува светиот апостол Тома и преподобниот новомаченик Макарий. Светиот апостол Тома еден е од 12 големи апостоли. Преку неговиот сомнеж во воскресението на Христа Господа, придобиена е нова потврда за тој чуден и спасоносен случај. Имено, воскреснатиот Господ повторно им се јавил на учениците за да го увери Тома. И Господ му рекол на Тома: дај ја раката своја и стави ја во ребрата мои, и не биди неверен, но верен. Тома извикал: Господ мој и Бог мој. Послегувањето на Светиот Дух, кога апостолите се договарале каде кој ќе оди на проповед, на Тома му се паднало да оди во Индија. Тој малку се нажалил што морал да оди во толку далечна земја, но Господ му се јавил и го охрабрил. Светиот Тома во Индија обратил многумина, големци и сиромашни во верата Христова, и таму ја основал црквата поставувајќи свештеници и епископи. Помеѓу другите Тома обратил и 2 сестри, жени на 2 индиски кнезови, Тертијана и Мигдонија. Заради верата, овие 2 жени биле многу мачени од своите сопрузи со кои не сакале повеќе да живеат, по своето крштевање и се развеле. Ослободувајќи се од бракот, тие поживеале богоугоден живот се до смртта. Диониси и Пелагија, првосвршени меѓусебно, кога ја слушнале апостолската проповед, не заживеале заедно, туку се посветиле на подвигот. Пелагија го завршила својот живот како маченичка за верата, а Диониси од апостолот бил поставен за епископ. Кнезот Музди, мажот на Тертијана, на кого Тома му ги крстил и жената и синот Азан, го осудил апостолот на смрт и испратил 5 војници кои го прободеле со 5 копја. И така светиот апостол Тома ја предал својата душа во рацете на својот Христос. Пред својата смрт, тој како и други апостоли бил на чуден начин пренесен во Ерусалим на погребот на Пресвета Богородица. Бидејќи стасал подоцна, многу се нажалил и на негова молба го отвориле гробот на Светата Пречиста, но телото неизино не го нашле таму. Господ ја зел својата мајка во своите небесни населби. И така светиот Тома, само со своето неверување, ја утврдил верата во воскресението на Господа. А пак овде со своето задоцнување ни го открил чудното прославување на Божјата мајка. Поуки од светите отци. Оној кој на човека му ја зема облеката е крадец, но зарем оној кој не му нуди облека на ближниот, а може, нели и тој е достоен да биде наречен исто крадец. Лебот кој не го јадеш е леп на гладните. Облеката која виси во твојот ормар е облека на голите. Чевлите кои не ги носиш се чевли на босите. Парите кои ги чуваш настрана се пари на сиромасите. Милостињата која не ја твориш е еднаква на сотворени гревови. Свети Василий Велики. Преподобниот новомаченик Макарий. Роден е во местото Кион во Витинија, од христијански родители Петар и Антуса и крстен со името Мануил. Родителите го дале да изучува кројачки занает. Тогаш татко му се потурчил и се преселил во Брус.
Кога еднаш Мануил дошол по работа во Брус, го нашол таткото кој му се нафрлил со сила да го потурчи. Залудно Мануил се противел. Турците насилно го обрезале. Тогаш Мануил побегнал во Света Гора и се замонашил во скитот Света Ана. И се нарекол Макари. Бил многу добар монах 12 години, но никако немал душевен мир. А кој ќе се одрече од мене пред луѓето, и јас ќе се одречам од него пред мојот Отец Небесен. Овие зборови Христови непрестајно му одекнувале во ушите на Макари. Затоа решил со благослов на својот старец. Отишол во Брус и јавно ја исповедал пред турците верата во Христа, нарекувајќи го Мухамед лажен пророк. По камшикувањето од 130 дена и други уште потешки маки бил погубен со меч во Брус на 6 октомври 1590 година. Еден дел од неговите чудотворни мошти се чува во скитот Света Ана на Атон. Поуки од светите отци. Љубовта раѓа љубов. Ја добиваш само кога ја даваш на другите. Свети Нектари Егински. Спаси ни, Сине Божи, воскреси из мертвих, појушти ја ти. Распнисяже Христе Боже, смертию смерть поправи. Един си святија Тројци, спрославјаем и Отцу и Святому Духу. Спаси
Поруки од светите отци. Добрината е најпрекрасното нешто на земјата. Во светот има многу морал, а толку малку добрина. Отец Александар Шмеман. Te